Добро утро, господја Халими. Како сте утринава и како се справувате вие како општина со коронавирусот? Дали се слушаме? Господја Халими, веројатно имаме некој проблем со телефонските линии. Ќе почекам од режијата да ми кажат дали ја имаме градоначалничката на Скопската општина Арачиново. Еве ми велат дека дојде до некој проблем, секако ќе им дадеме минутка да се обидат да воспостават сигнал. До сега не сме го свртале бројот во општина Арачиново, да видиме како и оваа општина се справува со новите мерки. Еве ми јавуваат од режија дека ја имаме на телефонска линија. Добро утро, господја Халими, дали се слушаме сега? Ало, добро утро. Повелете сега, кажете ни прво како се справувате вие како општина со коронавирусот и дали вашите колеги ги пративте да работат од дома согласно препораките? Па во Арачиново претежно е мирно. За среќа до овој момент немаме ниту еден граѓанин со коронавирус. Имаме тројца сограѓани кои се дојдени од Европа пред известно време, а истите се во домашна изолација. Ние како општина и тоа како мала општина сме во постојан контакт со населението. Се трудиме да ја прекренеме нивната свест и совест да се придружат до мерките за предпазливост кои се пренесени од Министерството за здравство, како и другите институции, вклучувајќи ја и владата на Република Северна Македонија. Каква е вашата перцепција за тоа дали ги почитуваат мерките? Забележавте ли досега прекршување на мерките и на полицискиот час? Не. Дали општината располага со доволно средства? Имате ли се што ви е потребно во смисла на средства за дезинфекција, нели оние материјали кои би требало да ги имаме секаде, па и дури кога пазариме, како заштитни маски и ракавици? Имаме формирано и кризен штаб кој е во постојан контакт со надлежните институции, како и со нас и населението. Најголем дел од граѓаните во нашата општина се од исламска вероисповед. Сите џамии и молитви се укинати, граѓаните се придружуваат на апелот и на исламска верска заедница. Ние со имамите во село сме во постојано контакт и за пофалба сите имат разбирање како најдобро да се штитиме од пандемијата. Како што знаете, ние сме рурална општина и дел од населението се занимава со земјоделие. Тука е најтешкиот дел, но граѓаните имат разбирање и ги почитуваат владините мерки, да не бидат во големи групи кога одат на таковни земјоделски работи. Така, за земјоделците има малку поинаков режим и малку поинакви правила. Да, како и во секоја општина и кај нас. Така, патрулират полицајски службеници за време на полициски час, е мирно. Задоволни сте од работата на полицијата, кога веќе ги споменавте патролите? Да. Така, ова е прв рестриктивен, ваков комплетно затворен викенд, ако можам така да кажам, па да се надеваме дека ќе остане вака за земјоделците да се работат својата работа, но без да ги прекршуваат правилата и ќе помине еден мирен викенд без поголеми прекршувања. Така. Господја Меликије Халими, градоначалничка на Арачиново, ви благодарам што одвоивте време из утринава да се јавите. Ви благодарам и на вас, секој е добро. Поздрав, се слушаме повторно секако. Еве, како што и претходно кажа во вестите мојот колега Александар, допрво доаѓа времето кога ќе се олеснуваат мерките, па нели повторно ќе ги побараме градоначалниците за да видиме дали и како се справуваат со оваа состојба.